Димитри Ангелков и Далибор Серафимовски имаат веќе успешни приказни во тоа што го работат. Ангелков е управител на фирмата Интерактивна иднина, која има и произведено интерактивната табла со најниска цена на чинење во Македонија, но и на светскиот пазар. И како што вели, ова го решава проблемот со недостаток на интерактивни табли во училиштата, а неговиот докторат е наменет за винариите. Докторатот е интернет базирано управување на системи, специализирано за винари, управување на далечина, кој ќе се следи процесот на ферментација, се следат сите параметри, во соработка со големите компании во Кавадарци, знаете, ние сме Тиквишки регион, и го решаваме проблемот со добивање на максимален квалитет на виното за најкратко време во строго контролирани услови. Далибор Серафимовски вели дека во последните 4 години работи на системи за медицински надзор. За својот докторски труд изработил модел во клинички и вонклинички услови за далечинско следење на пациентите со помош на мобилните телефони. Сметам дека е еден модел кој што во иднина многу би се користел, посебно во делот на истражувањата во медицината, бидејќи овозможува проток на податоци од огромен број на центри во исто време кои што би се слевале во еден центар и би се обработувале автоматски, што мислам дека за многу болести и за многу медицински случаеви кои што се наоѓаат во некои планински места, во некои не продорни места, каде што интернетот сепак го имаме насекаде со помош на сателит, нели? Можеме да одредиме дијагноза, можеме да направиме една канализирана комуникација помеѓу лекар и пациент на далечина. Серафимовски вели дека во тек си преговори со фирми за оваа апликација, односно модела, комуникациите ги води неговиот ментор. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев вели, имајќи во предвид дека студирањето на докторските студии се одвива 5 години, нормално е во една година да излегуваат по неколку кандидати. А доколку излегуваат повеќе, во тој случај вели дека може и да се постави прашањето дали има потреба и од толка број на доктори на науки. Имајќи предвид дека сепак ова е образование кое треба да се одликува со врвни истражувања, со врвен квалитет, и мислам дека бројот не треба да биде тој што го одредува квалитетот на она што е произведено на универзитетот. Во рамките на одбележувањето на 11 години од формирањето на УГД, за утре во 12 часот е закажана свечена академија на која што е поканета и министерката за образование Рената Дескоска.